Откако членовите на доброволното противпожарно друштво од Кочани го завршија теоретскиот дел од обуката, денеска на терен излегува заедно со представници од дирекцијата за заштита и спасување и го реализираа практичниот дел, со што официјално се стекнаа со сертификат за учество во случај на пожари и елементарни непогоди. Денес сме овде да го поминеме практичниот дел од обуката, за да покажеме симулација на гасење на пожар и да го добиеме потребниот сертификат кој ќе можеме да користиме како доказ за гасење на полски и шумски пожари. Со ова ја поминуваме и предпоследната пречка за подпишување на меморандум со општина Кочани и со територијалната противпожарна единица како услов да можеме да бидеме финансирани од истите. На денешната обука присуствуваше и градоначалникот Лјупче Папазов, кој изјави дека локалната самоуправа на општина Кочани е отворена за соработка со доброволното противпожарно друштво. Денес е завршниот чекор од завршувањето на обуката на ова доброволно противпожарно друштво и стекнување на сите членови со соодветниот сертификат со кој ќе можат да бидат вклучени и официјално и надлежно во реализирањето на целите за кои се формирани. Со истото тоа ќе имаме можност да го подпишеме меморандум за соработка, да ги ветувањата за финансирање од буџетот на општина Кочани да ги реализираме од буџетот за 2022 година и пред се оперативно и превентивно да бидат вклучени како друштво во реализацијата на сите активности во делот на противпожарната заштита. Со ова од дирекцијата за заштита и спасување ги заврши обуките и им честитаа на сите волонтери кои што се стекнаа со вакви сертификати. Ние теоретскиот дел го завршиме пред неколку дена поради ковидот што е, значи и донесете одлука од влада на Република Северна Македонија. Теоретскиот дел беше онлайн, а денеска сме тука, значи да завршиме практичниот дел каде што ќе прикажеме, значи со какви нагледни средства се гасат полските пожари, односно шумските пожари. Уште еднаш им се благодарам на градоначалникот каде што презеде ваква иницијатива за да ги обучава и да бидат спремни сезонските пожарникари кога ќе бидат потребни во ова општина, па и пошироко, каде што гледам дека ова територијална противпожарна единица има покриено и 2-3 други општини. На денешната обука беше симулиран пожар на отворено и негово гаснење од страна на волонтерите членови на доброволното противпожарно друштво кои со метли, гребули и противпожарни апарати го гасеа огнот.